Добар ден. Јас сум Натка Пачевска, специјалист по медицинска психологија, европски сертифициран психотерапевт во Психолошкиот центар Алтернатива при групацијата Алтернатива. Денеска со овој ми видеоматеријал започнувам циклус на видеоматеријали со цел да ги приближам најчестите дилеми, проблеми и потешкоти со кои што луѓето се соочуваат и истовремено побаруваат психотерапевтска помош и поддршка. Моја цел е и да дадам кратки совети кои можат да доведат до известна промена. Денеска ќе зборувам за анксиозност со панични напади. Живееме во време на брза динамика во секојдневното живење со очекување за брзи промени и брза адаптација на истите. Сето тоа може да биде оптеретено и со силни очекувања на другите од нас или очекувања од самите себе, изразена амбициозност, изразена компетативност, која најчесто е поврзана со притисоците за опстанок, задржување на работното место или овозможување на екзистенцијална сигурност. Сите луѓе не се во состојба во секое време да прават добар баланс помеѓу динамиката на секојдневното живење, очекувањата и неговите актуелни когнитивни, емоционални и социјални капацитети. Тоа може да ги донесе во емоционална состојба на анксиозност. Прашањето што е анксиозно често пати го имаме на нашите стручни собери и истовремено често пати поставувано прашање до нас од страна на луѓето кои што секојдневно се среќаваме. Анксиозноста е состојба на стравување од нешто непознато. Стравувањето е дека нешто ќе ја загрози нашата екзистенција. Ако ја погледнеме вака, тогаш емоционалната состојба на анксиозноста има одбранбен карактер или не предупредува да ги активираме нашите механизми на одбрана во зачувување на нашата екзистенција или опстанок на сите нивоа. Таа состојба ни дава можност да го погледнеме контекстот во кој актуелно се наоѓаме, да ги препознаеме ризиците во него и да се припремиме и да се одбраниме и да делуваме соодветно. Но исто така, таа емоционална состојба на анксиозност ни дава можност да направиме поголем контакт со нас самите и да направиме внатрешен увид со што све сме задоволни, со што не сме задоволни, што не загрижува, што не лути, кон што се целиме или колку нашите очекувања или можности се пратат. Исто така, да направиме увид колку нашата амбициозност, компетативност, потреба за повисок статус, потреба да бидеме прифатени или да бидеме видени како екстра добри, успешни, силни, се повеќе не гонат и не доведуваат до загрозување на нашите лични граници на автентичност. Треба да бидеме свесни дека ризиците на загрозената екзистенција како што може да дојдат од надвор, како што се семејството, семејните ситуации, случувања, партнерството, случувањата во партнерската релација, работната средина и сите случувања на работа, општествените збиднувања и така натаму, така исто така тие ризици може да дојдат и од внатре, а тоа може да биде поради непочит на своите потреби, на своите можности, на своите личностни граници, правила, принципи, вредности и слично. Доколку подолго време трае анксиозноста и е присутна како предупредување, а ние ништо не превземаме за тоа, тогаш таа се повеќе ни се наметнува дека нешто катастрофично ќе ни се случи. Тогаш велиме дека се наоѓаме во една слободно лебдечка анксиозност, каде што под чие што влијание имаме постојано благо треперење во телото, кнедла во грлото, тежина во дишењето, тешкотија во градите. Ова е непријатно чувство, но особено непријатно се чувствува кога ќе се зголеми нејзиниот интензитет се до доживување на напад на паника. Како изгледа напад на паника? Личноста се чувствува дека нема здив, дека срцето забрзано и чука и се потат дланките, има доживување дека секој момент ќе се онесвести и трнат рацете, нозете, понекогаш и главата, понекогаш има трнење на дел во лицето и се стеснува видното поле, може да се појави и зуење во ушите и да чувствува силен страв дека ќе доживее срцев инфаркт или дека ќе доживее мозочен инфаркт и дека ќе умре. Ваквата состојба е многу тешко да се поднесе и да ја ограничува ефикасноста на личноста на физички, емоционален и социјален план.
Повеќето личности опишуваат дека ваквата состојба доаѓа како гром од ведро небо, од нигде никаде случајно. Во терапевскиот процес, со добро истражување, заедно со клиентите, ќе видиме дека таквото доживување баш и не е точно. Односно, во многу случаеви, паничниот напад дошол во некоја фаза на процес на оджалување, поради некој доживеан губиток, додека во други пак ситуации, бидејќи личноста е во постојано очекување дека губитокот ќе се случи, во трети се случува поради силна ангажираност, која што ги надминала капацитетите на можностите и издржливоста на личноста. Во други ситуации се случило во поминување од една фаза од животниот циклус во друга фаза од животниот циклус на личноста, а при тоа не се завршени сите развојни задачи од претходниот животен циклус. Исто така понекогаш доаѓа до панични атаки и поради тоа што личноста ги прекршила своите правила, принципи, вредности, граници и е многу лута на себе, и уште многу други случувања кои што најчесто луѓето не ги поврзуваат со паничниот напад, бидејќи има временска разлика од тие случувања до паничниот напад, но во психотерапевскиот процес ќе забележат дека анксиозноста постојано била присутна. Ова уште еднаш ја потврдува одбранбената функција на анксиозноста, но и игнорирање на истата од страна на личноста. Паничниот напад може да трае од неколку минути до половина час, па и повеќе, со варијација на интензитетот на доживувањето. Паничниот напад може да покрене личноста во барање на стручна помош веднаш, но искуството покажува дека повеќето лица кои што ќе го доживеат паничниот напад не бараат помош веднаш. Така може да се случи да повеќе пати или повеќе време доживуваат панични напади. Со втек на време почнуваат да ги препознаваат сигналите кои телото ги дава дека паничниот напад ќе се случи. Во такви ситуации личноста влегува во страв од паничен напад, почнува да диша плитко и кратко и доведува до промена на гасовите во крвта, што го отежнуваат дишењето уште повеќе. Еве неколку совети што би можело да помогне. Најпрво научете правилно да дишате. Кога ќе ги забележите сигналите на телото кои што ве предупредува дека паничниот напад може да дојде, земете длабоко воздух низ нос до чувство на исполнетост на белите дробови до клучната коска и потоа испуштајте го воздухот низ уста, полека до чувство дека се испразнето се до стомакот. Направете го тоа 3 пати. Потоа продолжете да дишате вообичаено. После 3 до 5 минути повторете го длабокото дишење. Фокусот држете го на дишењето најмалку 5 минути. Вториот чекор е употребете го сетилото на видот. Значи тоа е фокус кон визуелна перцептивност. Погледнете 3 до 5 предмети или работи во просторот каде се наоѓате, или во надворешната средина ако сте надвор, и при тоа изберете прво еден кој што ќе го опишувате. Например, се наоѓам во некоја просторија и пред себе гледам стаклена вазна и почнувам да ја опишувам. Ја гледам стаклената вазна, рачно дизајнирана. Низината основна колорна подлога е бела и на неа има нацртано црвени крупни цветови на божари. Трет чекор, употребете го сетилото за допир. Например, ја допирам железната маса на тераса. Таа е ладна, има мрежна површина со ситни дупчиња. Четвртиот чекор, употребете го сетилото за мирис. Например, го мирисам зачинот и така натаму и така натаму. Потоа вратете се на првиот чекор, на длабокото дишење. Секако ова состојба на панични атаки бара третман. Освен фармаколошкиот третман, за кој што одлучуваат психијатрите, неопходен е психотерапевски третман. Мораме да нагласиме дека едниот и другиот третман не се исклучуваат, дека можат да одат напоредно и веројатно е најдобро да биде така, заради тоа што фармаколошкиот третман ќе ја смири личноста, а во психолошкиот третман, психотерапевскиот третман ќе работи на промени. Зошто е потребен психотерапевски третман?
за да добие психотерапевтска поддршка клиентот дека оваа негова состојба може да се промени, да се поддржи дека бил со поголема психофизичка снага и снага на адаптација и дека сега треба да се работи на покренување на токму таа снага која што затаила некаде во него, но се уште е тука некаде. И она што е важно, да заедно со терапевтот ги разработи сите ситуации и случувања кои што биле пред појавата на паничниот напад, но и сите промени и кај себе и во неговиот контекст кои се промениле после појавата на паничниот напад и се уште влијаат и му помагаат на некаков си начин да се одржува неговата патолошка адаптација. Психотерапевскиот третман ќе му помогне да добие увид, односно нов поглед кон својот однос кон себе, кон односот со другите луѓе, кон одредени случувања, кон одредени доживувања, а со тоа треба да се постигне трајна креативна промена во адаптацијата и кај него и кај другите негови блиски од опкружувањето. Ви благодарам на вниманието, се надевам дека ќе не следите и понатаму. Пријатно!